Мир преку огромна сила. Тоа е пораката од војската на Јужна Кореја, чие оружје одекнува по планините недалеку од границата со Северна Кореја. Ова е најголемата вежба со жив оган што САД и Јужна Кореја никогаш ја одржале, како што во последните месеци станаа многу поудобни да го покажат нивното оружје. Со години ваквите вежби се одржуваат далеку од очите на јавноста. Сега стотици цивили се поканети да ги следат вежбите. Тоа е порака на уверување за јужнокорејците, вели аналитичарот Бонг Јанг Шик. Да се обезбедат визуелни докази за јужнокорејската јавност, која не ги видела заедничките војни вежби во последните 5 години. Вежбите беа намалени за време на мировните преговори во 2018 година. Кога тие разговори пропаднаа, Северна Кореја почна да лансира повеќе ракети од кога било. Новите лидери во Вашингтон и во Сеул сега се одлучија за построг пристап. Врз основа на разочарувачкиот резултат од изминатите 5 години, Јужна Кореја и САД дојдоа до заклучок дека само сила ќе ги натера севернокорејците да размислат два пати. Тоа не ја спречи Северна Кореја да изгради подобро оружје и да испраќа повеќе закани. Ким неодамна вети дека ќе лансира шпионски сателит и можеби ќе изврши нуклеарен тест. Јужна Кореја и САД велат дека исто така ќе ги продолжат своите вежби, што значи дека Корејскиот полуостров веројатно нема да биде мирен наскоро.